Ова со ѓубрето во Скопје е алармантна ситуација и по мене има левел на терористички напад. Ова со стаорците Пушти ги стаорците. Страшно. Мислам, нема потреба да кажувам дека стаорците се тие кои носат и колери и така натаму. Грозно е. Стварно, јас нема, мене ми е тоа. При јавноста се навлече на еден пинг-понг кој е крив, дали е Данела крива или е крив управниот одбор и, односно, ВМРО-ДПМН. Кој да е крив во таа приказна, во една ваква ситуација, владата објавува воредна состојба и вади, ако треба, војска на улица која го чисти ѓубрето. Крај на приказката. Изложено е здравието, ова е како, не знам, како биолошко, хемиски напад, не знам што да кажам. Јас апсолутно се сложувам со тебе, кога е загрозена безбедноста, здравието и здравието на луѓето, апсолутно има и основ дури војска да се вклучи. Меѓутоа имаат еден цивилен механизам, тоа е кога Институт за јавно здравје ќе рече, види, постои опасност од ширење на зарази заради тоа што има глодари, штакори, стаорци, треба да рече многу ѓубри и така натака. Врз основа на тоа известување од Институт за на здравје, владата на седница на влада поставува повереник во комунална хигиена. 3 години до сега можеа да набават, да стават повереник, да набават машинерија, да набават, да ангажираат луѓе, да го средат предпријатието, све да направат, да нема ѓубре. Ама нив што им беше проблемот? Нив им беше проблемот ако стават повереник, ако ја средат комунална хигиена и ако го исчистат градот, на нив калкулацијата им е, абе добро, ќе го чистиме градот, ќе немаме со што да ја напаѓаме Данела. А ќе не можеме да правиме кампања. Нив не им треба Данела да е кандидат, нив им треба некој да е крив за они да бидат тие што решаваат проблем. А ако проблемот не постоеше, они немаат кампања. Ова е едната. Втората е, ако влезеа со повереник да го решаваат комунална хигиена и знаат како тоа изгледа комунална хигиена, они немаше да успеат да ја решат. И ќе беше после дупло голо. Еве, влеговме ние сега ќе видите ќе го решиме, пак не решено. Они сега дотидат со пари, здраво, ги требаат 15 камиони. Нема 15 камиони. Нигде у свет ги нема. Треба да ги нарачаш година и пол треба да стигнат. И кога они гледаат приказка дека ако влезат не може да осредат, онда види, ај ќе го газиме до крај за да го користиме у кампања.